Мислам дека ова што се прави општо во светот со изеднашување на жртви на комунизмот и на фашизмот е во насока на тоа што младите се помалку читаат. И сега ти наместо да ги прочиташ сите овие избори, сите овие голи факти, значи не збориме за пред нашата ера, збориме за нешто пред 80 години. Едниот пат е тој, другиот пат е некој да ти сервира дека тоа се два тоталитарни режими, дека едноставно двете се еднакви зла, како што се тера пропаганда за се така, дека и едново и другово не чини, дека сите треба по средина да идеме. И така некако ние ова пропаганда истоветна во сите држави, значи не се случува ова само во Македонија, дури можда последни сме на процесот од тој ревизионизам. За после повеќе генерации како го уништуваат образованието, едноставно да бират како да си за фудбалски клуб се, ќе облечиш црвен дрес или црн дрес. Некако и идејава ние што ги правиме овие емисии е да ги видиме составните елементи на некој феномен. Мислам дека главната точка е и таму, и тука, и сегде е во принцип бришањето на класниот судир. Значи, апсолутно. Таму почнува и таму завршува цела приказна, бришањето на класниот судир. За да го избришиш са историски, ако гледаме, за да го избришиш ти класниот судир, мораш да го избришиш класниот карактер на таа борба. И да ја направиш само национална, а и не социјална, и да ја обезличиш.